На економскиот форум надвор од границите што се одржа во Скопје, бизнисмени и представници на институции од Албанија и Македонија побараа продлабочување на регионалната економска соработка со цел зголемување на трговската размена од 207 милиони на 1 милиарда евра. Амбасадорот на Албанија Денион Мејдани нагласи дека Албанија и Македонија треба географската близина да ја претворат во економско партнерство, преминувајќи од диалог кон реални проекти и инвестиции. Според него, економскиот развој и туризмот не може да се развиваат без модерна инфраструктура. Коридori 8 është një projekt strategjik, është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik shpesh flitet për misi, në ekonomi misia promovohet me projekte. Dhe Koridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejnë fqinjsinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi. Dhe pikërisht kjo është sfida e rajonit tonë sot, të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека економската соработка е позитивна, но се уште далеку од реалниот потенцијал на двете земји. Тука е напишано дека минатата година размената достигнала 180 милиони евра или зголемување од 40 милиони евра споредено со 2020 година. Ако гледате како статистика, ова е добро. Во првиот квартал од оваа година размената е 38 милиони евра и ова, ако гледате како статистика, е добро. Но имајќи предвид поврзаноста на двете држави, ние не само што сме соседни држави, туку значаен дел од населението во Македонија од албанска националност и тоа дополнително треба да ги поврзува двете држави, тогаш овие бројки се секако незадоволителни и треба да бидат многу повисоки. Според председателот на Стопанската комора Бранко Азески, институционалните и економските празнини подобро ги користат неформалната економија и криминалот отколку формалниот бизнис. Што да кажам за размената, кажа заменик премиерот, само он кажа во евра, јас ќе кажам во долари, 207 милиони долари се свртени минатата година. Јас би рекол страм да ни е на бизнисмените, криминалците се пред нас во ова работа. Тие многу по-добро и по-ефикасно ги користат сите пропусти што ги прави и државата и бизнисот и многу полесно воспоставуваат релации на Балканот, што треба да не сврстава во страната која што е практично губитник во целиот процес. Дајте да се обединиме, да ги затвориме дупките, да го легализираме прометот и да ги направиме Македонија и Албанија една држава и еден ентитет кој што ќе го дигне прометот од 207 на милиарда евра. Тоа е целта што треба да се направи. Како? Со агенда. Во фокусот на дискусиите беа зајакнувањето на инфраструктурната поврзаност, отворањето коридори за земите без излез на море, олеснувањето на царинските бариери и позиционирањето на пристаништето Драч како стратешка алтернатива на пристаништето во Солун.